Различностите кај нас се богатство, никако не може да бидат проклетство. Пример за тоа е на овошна салата. Ако имаме различни овошја во овошната салата, таа тогаш е поубава, побогата, поразлична. Исто и обичните салати, например македонска салата, грчка салата, шопска салата. Ако имаме различни зеленчуци, таа е поубава, побогата. Исто и со луѓето. Доколку во едно општество има различни етникуми, различни верски заедници, тоа општество е многу поубаво, побогато. Она што треба да го направиме е да не ги учиме нашите деца дека сите се исти. Напротив, треба да ги учиме дека сите се различни, се раѓаат различни, но имаат исти права. Тоа е она што треба да ги учиме, дека секој е различен, но има исти права. Пример може да дадеме исто така дека една е раката, иста, но има различни 5 прста. Така и со луѓето, така и со општеството, сите сме различни, но мора да се почитуваме. Колку повеќе различности има, толку побогато е нашето општество. Затоа, почитувајќи различностите, направи разлика.